Во студиото по 9 часот се дружиме со лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски, музичарот Џон Илија Апелгрин и доктор Анкица Станоевска, специјалист по семејна медицина. Останете со нас до 11 часот. Се враќаме во студио после тоа на кое што го видовте во вестите. Гостите ни сте пристигнати. Ова утро навистина имаме интересен спој на професии. Од мојата десна страна Христијан Мицковски, кој што е претседател на ВМРО ДПМН, нашата доктор Анкица, како што милуваме да ја кажеме, Станоевска, специјалист по семејна медицина, и господинот Џон Илија Апелгрен, кој што е музичар и некој начин основач на джезот во нашата земја и на евергрините кои што сме научени да ги слушаме низ овие 30 години. Ви посакувам добро утро и добро дојдовте во здрава Македонија. Добро утро. Така, со колегата Роберт, да. Вашите гледачи. Така, со колегата Роберт, еве во овој ден во поинаково малку, не знам колку сте имале прилика да ја гледате утринската програма, но верувам дека убаво ќе си поминеме и како што кажав да споиме најразлични професии на една маса, па да слушнеме и сите убавени кои што ги носи таа професија, секако и проблематиките со кои што се соочувате. Роберт? Да, добро утро за сите од мене. Добро, мислам дека господин Мицковски неколку пати има споменато кога станува збор за утринските програми, она што граѓаните јавно го кажуваат коментирајќи ги темите во претпоставам сега, не само во здрава Македонија, дека како совесни политичари дека следат она што има народ да го каже на таков начин за одредени теми, ако не се лажам. Па да, тоа е сега мојот живот, мене тоа ми е работа, во суштина да следиме народот што кажува. Vox Populi е многу важно за нас. Така? Затоа што од таму треба да влечеме заклучоци во основа на кои понатаму треба да носиме одлуки. И нормално дека утринските емисии се одлична прилика да слушнеме што мислат граѓаните. Иако можам да кажам и да бидам искрен дека премногу не се расположени кога станува збор за политичарите. Се надевам нема да им го расипеме ова утро во моје присуство и ќе слушнат нешто што ќе биде интересно и од моите соговорници, не само. Кога се договаравме за гостувањето, кога доктор Анкица се договаравме, вели ќе гледам да стигнам, имам сликање за пасош во 8:15, доаѓајќи наму ми кажа дека сте се сретнале на самото коинциденција. Дали конечно ги обновивте документите со денеска што го направи? Па сега се сликавме, јас бев во кабина 2, докторката во кабина 1 во 8 часот, така да денеска се сликавме. Јас имам некои патувања во месец март и имајќи предвид новонастанатата ситуација во Македонија, мораше да се обноват сите документи, така да ќе видиме кога ќе ги добиеме, побрза, поитна постапка, како се вика тоа, закажавме термин. Морам да признам дека нема таков метеж сега веќе како што тоа беше случај пред неколку недели, месеци би рекол. Може би со 5 до 10 минути за доцнување не повикаа, се беше во ред, така што ето уште нашка благодарност и до службениците од Министерството за внатрешни работи кои што денеска беа таму и навистина можам да кажам и тоа што услушнав од граѓаните е дека нема таков метеж и дека се тече во најдобар ред. Вие завршивте на време со личните документи, бидејќи веќе често патуваат исто од државата. Патни исправи. Не, треба да го обновам пасошот и возачката. Сообраќајната личната карта ми се нови. И таблиците ми се стари. Не знам дали треба налепница да ставам, со 3 бројки ми е. И боата исто, да. Ке треба да, и сообраќајница. Не знам кај да ставам, кај се става на тие технички таблици. преглед. Технички преглед. На тие таблици не знам каде се става. Од страна моци ќе фатиме ги стават на технички преглед, барем тоа исто Еве упата таму се ќе го дискутиравме истото дека треба да појдете да технички На старите. Да, станица за технички преглед, па да пополните формулар, па во присуство на сведоци кои што ќе озбилно. Не знам дека е така. Сериозно? Малце ми е Еден смешно. кумен е старосот, во присуство на сведоци. Значи, ја лепиме на рапницата и И срекни си одиме дома. Имаме налепница сега. збориме за оние кои што ќе патуваат, ќе важат за во Македонија, Така. но збориме за оние кои што ќе патуваат надвор од државата. Доктор Анкица, има ли пациенти, би рекол, и граѓани кои што често се жалат на некој стрес кој што им го предизвикуваат политичарите или она што им го кажуваат политичарите, им го ветуваат, па не им го исполнуваат, како да излезат накрај со
со тоа? Кои се вашите обично Па совети? јас ќе речам, нашата амбуланта е цел ден Vox Populi, како што рече господинот Мицковски. Вие тоа го имате во емисиите, меѓутоа ние покрај терапиите и контактот со нашите пациенти, значи постојано ги слушаме и нивните проблеми. Не само проблемите во здравствениот систем, туку и секојдневните животни проблеми кои што се случуваат, кои секако многу го оптеретуваат нашето население и би рекла дека секојдневно се соочува со навистина работи кои што можат да бидат многу едноставно решливи, како што претходно кажавте, нели, од една налепница, една процедура која што дури е смешна, нели, така ќе кажеме, и го навредува вашиот интелект, така и во секоја сфера. Значи, оно што не се случува во здравството, со немање на термини, со немање можност наши хитни пациенти да бидат прегледани. Значи, тоа е едноставно, работите како матичен лекар, а рацете ви се на некој начин врзани, па се обидувате како лесно, поевтино да го спроведете вашиот пациент во здравствениот систем. Не е секојаш решението и да отиде на приватно, да плати. Сабалево прочитав, не знаев колку е нели оној минимален личен доход, би рекла, на нашето население. Прочитав дека се зголемил просечниот личен доход на 36.000 денари, па јас тоа не го гледам кај луѓето, значи можеби просекот се зголеми од одредени плати, така ќе речам, меѓутоа обичните луѓе зимаат навистина многу мали плати, да не зборам колку е страшно со пензионерите, дури ние докторите се организираме, еве едната моја работна единица е во пензионерскиот дом Чаир, да дел од лековите оние пациенти кои што не ги користат, ги собереме, ги дадеме на оние што не можат да си ги купат и да си ги дозволат, така да обичниот народ живее, сепак би кажала, на маргините на екзистенцијата. Така. Неколку дена не сме слушнале некакви бројки околу рейтингот на партиите, бидејќи знаат да бидат чести во овој дел од годината кога ни следуваат избори. Има ли некоја која што не ја знаеме, не ја објавена, која би рекол доста релевантна, која што би сакале да споделите, која што кажува отприлика каков е односот на силите во моментов, настрана се она некој што верува или не верува, како стоат бројките и колку верува во самите анкети? А ја помисли за политика нема да збориме. Ќе збориме, ама на поинаков начин. Па добро, бројките се такви какви што се, јавноста ги знае. ВМРО ДПМН е голем фаворит за следните парламентарни избори, кои што ќе се случат за нешто помалку од, би рекол, или нешто повеќе од 2 месеца, да. 2,5 негде, отприлика би му... 8 мај. Да, некаде околу 44-45 дена имаме до почеток на кампањата за првиот круг претседателски избори. Но тоа е само полесниот дел, јас би рекол, во целата оваа политичка состојба. Затоа што потешкиот дел доаѓа потоа, бидејќи од тоа што можеме да го видиме од истите тие анкети, граѓаните се прилично разочарани. Сите се сложуваат околу една работа дека немаме повеќе држава. Сите се сложуваат дека имаат чувство како да се граѓани од вторет. Сиромашно тешко живеат. Кога ќе одам на факултет, еве вчера бев таму, потписи давав и некои оценки поврзани со претходниот семестар. На машинскиот факултет сте, Да. каде што е каде што завршивте, бидејќи сте машински инженер, така. Да, така. Мојата професија е малку мултидисциплинарна, бидејќи е мехатроника, но за тоа може натаму да дискутираме. Гледам дека деца генерално размислуваат да заминат. И кога ќе го поставите второто или третото прашање, сваќате дека дури и тие кои што се решени да заминат, немаат јасна перспектива зошто, каде и како. Мислам дека најголемиот дел повеќе следат некаков тренд, а не некоја суштина или потреба од младите. Истовремено сакам да кажам да апелирам до сите млади, дека сето она кампања која што ја гледаат на социјалните медиуми, сето тоа што таму е прикажано, има поинаква задача и поинаква цел. За жал, животот не е ниту TikTok, ниту Instagram, тоа често пати го кажувам. И тоа што таму се гледа, во суштина не кореспондира со вистинската реалност.
Како да живееме во постреалност. Да, Тоа особено со вештачката интелигенција која што е сега и тоа актуелна. не е добро. И тоа не е добро. Јас сум докторирал на вештачка интелигенција, сум користел фази логика алгоритми, уште пред 16-17 години, кога беа, условно кажано, некои почетоци, управување на манипулациони роботи, но суштината е дека треба да останат и тука да се бориме, сите заедно. Често пати на луѓето им велам дека многу убаво изгледа една утакмица кога ќе сте на трибина и кога ќе гледате доле, а кога ќе облечете штуцни и копачки кога ќе влезете на терен, малку поинаква е ситуацијата. Така лесно да се коментира од трибините, меѓутоа да сте на терен и да играте, Мора да се бориме. Тогаш, Мора да се бориме да успее. ја разбираате, тогаш ја разбирате тежината со која што се. Има ли некакви последни бројки, не знам, со однос ВМРО, СДСМ? Голема е разликата, огромна е. Повеќе од 2:1. Огромна е разликата. И мислам дека ќе биде уште поголема таа разлика. Како ќе доаѓаме до кампањата, таа ќе биде уште поголема. Не знам, може би 2:1 сега во моментот последните февруарски анкети. Јас многу како човек и инвестирам и посветувам внимание на тие бројки. Бидејќи вие мора да имате некаква навигација какви политики треба да водите покрај тоа што го слушате гласот на народот. Тој глас на народот е практично прикажан и преку тие бројки на мерењата на јавното мислење. И од тие бројки се гледа дека едно огромно мнозинство, би рекол 3/4 од луѓето се незадоволни од квалитетот на животот, мислат дека Македонија се движи во погрешна насока и дека треба да има промени. Бројот на граѓаните кој што е задоволен е можеби едноцифрен број на проценти, дури би рекол скромно едноцифрен број на проценти. Така што генерално перцепцијата е таква. Сега политиката е работа за жал најмногу на перцепција, а многу малку на суштина. Да. И кога веќе ќе се изгради на таква перцепција, таа влијае на секојдневниот живот на секој еден граѓанин. И тука нема етничка припадност, тука нема професија. Затоа велам потешкиот дел допрва доаѓа после 8 мај и формирањето на владата, затоа што луѓето ќе имаат огромни очекувања. Ќе се навратиме на тоа, уште едно две прашање ме со политика, оно што е најбитно. Вие сте долго време во музиката. Како е вашето искуство со политиката, како влијала, без разлика дали оно што го создавате или го посочувала како човек, бидејќи вие сте еден од оние кои што јасно кажува со што е, а со што не е задоволен. Да, обично сум гласен во своите ставови, без разлика кој е на власт во тоа време. Така, сепак роден сте во Лондон, но Скопје го сметате за свој роден град, живеете и доста патувате и надвор, може да направите некоја споредба. На 2,5 години сум дојден тука, така да мајка ми од тука, дедо ми од тука. Работата е дека, ќе кажам генерално, културните работници се малку разочарани од политичките партии последниве 30 години, затоа што обично кога ќе видите програма на политички партии, каде што се наредени плановите и што ќе се превзема за одредени сектори, не знам, енергетика, надворешна политика, инфраструктура и така натака, обично за култура секогаш тоа е на последната страница и е пола страница. И ова се случува во исто време кога сите се жалиме, односно сме свесни дека треба да го зачуваме нашиот идентитет, а забораваме дека културата е еден од основните столбови на тој идентитет. Така да главните постулати. Да, ние секогаш би сакале да видиме сериозни вложувања во културата. Јас лично би сакал гледам излез кон квалитетно развивање на државата во инвестиции, во образование, во здравство и во култура првенствено, секако и инфраструктура, но мислам дека овие се три важни сегменти во кои што државата треба да инвестира заради тоа што ни се потребни, имаме одлив на мозоци, потребно ни е добро образование, може би какво што имавме ние по старите генерации, потребно ни е квалитетно здравство, затоа што, како што спомна и докторката, модерното живење и стресот на живењето и стресот на немање средства кај повеќето од
жителите на Македонија, го нарушува и здравјето, да не зборуваме за неможноста да се прегледате кога имате потреба. Паметно е да се оди и да се прават превентивни прегледи секако и препорачливо е и има за која старосна граница што е препорачливо да се провери, но луѓето сметаат, предпоставувам, дека тоа е скапо и од друга страна заради тоа одат на прегледи кога е можеби и доцна. Да не зборуваме дека кога ќе закажат преглед треба да одат после 6 месеци да се прегледаат, така да може таа состојба и да излези од контрола. Сакам да кажам дека генерално, мислам дека би било фино кога државата би се грижела да направи услови кои ќе бидат, сега не може да бидат исти како во земјите членки на Европската Унија, но кои ќе создадат услови каде што на младиве, што ни бегаат, би им овозможиле нормални услови за живот. Ние старите сме завршиле работа, но овие младиве да не ни киднат. Па сега, да, црн сум во косата, ама бела ми е брадата. Повозрастните, така, далеко стари. Доктор Агица, ке вас како да спомена господинот Апелгрин исто и за воздравството. Она што го добивате како подршка од политичарите, често знаевте да бидете гласни кога стана збор за матичните лекари, и она што ви недостасуваше, би рекол, за да можете да функционирате нормално. Така. За наша несреќа, нели ќе речам, министрите за здравство многу често се менуваат од политички причини, затоа што не се поставени, нели, би кажала, во однос на тоа, пак повторно ќе нагласам, мислам дека треба секој на вистинското место да работи, затоа што ако се најде вистинскиот кадар на вистинско место, тоа возможува да даде и вистински максимални резултати. Во здравството ја немавме таа среќа и доаѓаше до честа промена на министри. Би рекла, нашите издруженија потрошија навистина многу време, многу енергија, беа многу конструктивни, затоа што ние на терен ги гледаме секојдневно проблемите и во исто време беа конструктивни давајќи решенија, како тоа може да се рече, многу едноставен, безболен начин, поевтино, нели, да не чини сепак многу средства, а да нашиот пациент биде прегледан и биде задоволен. Нашите пациенти исто се самокритични. Тие потекнуваат и би имале во минатото, ке кажам, едно од најхуманите здравства, значи беше социјалистичкото здравство, каде што токму поради тоа им беа возможени сите услуги. Но сега, со овие нови системи, дојде до тоа да не може секој да се прегледа, да не може да се прегледа во секое време, да има многу приватни прегледи, значи каде што пациентите даваат навистина голем одлив на средства во одредени ургентни состојби, што навистина е неоправдано. Токму поради тоа нашите здруженија се бореа, меѓу другото, еве и јас ги актуализирав проблемите на матичните доктори, се со цел да бидат изнајдени решенија кои што навистина постојат и нешто што најмногу во сето тоа, нели, не боли и не фрла во тешка депресија, одливот на младите доктори. Јас ќе кажам, еве и мојот син е во Норвешка, иако јас тука му ја направив Норвешка, нели, ќе кажам, еве, ќе се повола мојата амбуланта, една од најголемите во Македонија, воопшто по број на пациенти матична амбуланта. Меѓутоа, средствата кои што вие ги добивате за својата работа се толку мали што вие и на своите вработени, настојувајќи да им ја дадете максималната плата, значи максималниот личен доход, тоа не е ни приближно доволно за работата што тие ја работат. Токму поради тоа е одливот на младите и да не зборуваме сите оние услови во кои што работат во здравствениот систем. Сето тоа е многу лесно решливо. Секогаш апелиравме да на младите доктори, значи вие имате едни доктори кои што завршиле и кои што уште сакаат да учат и покрај тоа што учеле веќе 10 години, сакаат да специализираат, да им се доделат државни специализации и да не зборам дека само со една генерација од младите доктори ќе се реши здравството за 30 години. Вие ќе добиете секакви специјалности од таа генерација, тие доктори ќе останат тука. Не е подобро во Германија, не е подобро никаде, значи и покрај тоа што нашите млади доктори заминуваат, се со цел затоа што тука не може да најдат работа, немаат екзистенција, нема секој можност да плати 30 до 50.000 евра за да добие специализација приватна, така да заради тоа заминуваат младите и е многу жално на сите тие наши состаноци, би рекла и
и некогаш и собири, кога вие гледате само нели бели доктори, така ќе кажеме, доктори кои што А се подмладокот го пред нема. пензија и просто се радувате кој ќе видите некое Така. младо лице. Еви јас сега во мојата амбуланта имам млад доктор, верувајте ми сите сме свртени кон него, нели, со цело внимание, а имате Само задоволство. имате еден навистина прекрасен едуциран кадар кој што навистина многу се вложува во здравството и би рекла сепак медицината се студира ако навистина имате љубов кон медицината, Разбирам. тоа е сепак една од потешките професии и никој не оди на медицина, нели, за да биде, ќе кажеме, нешто друго во медицината, иако има, еве гледаме во последно време и такви моменти. Да. Она што го кажа доктор Ангица, вистинските луѓе на вистинското место, може ли конечно еве да откриеме, може би ексклузивно во Здраво Македонија и Канал 5, кој ќе биде тој претседателски кандидат на ВМРО да помине? Па, ние имаме оглас, оглас јавен повик, кој што завршува, денеска сме 20 утре. 21 да. февруари. Да видиме прво кој ќе се пријави. Потоа имаме на 2 март конвенција. Има таму услови. Тие што ќе се пријават треба да ги исполнуваат условите. Искрено да питам, не знам кој би се пријавил на ден пред завршување на рокот, се уште нема пријавени кандидати. Може би го чекаат последниот ден или предпоследниот. Што значи тоа, после кој ќе одлучувате вие или како? Ќе видиме. Па се надевам дека ќе има пријавени кандидати кои што или денеска или утре ќе се пријават на тој оглас, а потоа на 2 март таква е процедурата. Добро, да. Во рамките на партијата да преку една конвенција помалку од 500 делегати изберат кој би бил тој кандидат кој што би бил идниот претседател на државата. Велам идниот претседател затоа што сигурен сум дека тој што ќе биде кандидат поддржан од ВМРО-ДПМН ќе победи. Сакам да се навратам кратко веќе кога ја отвараме темата нова што го збореа моите соговорници, за све се во право. Јас, мојата мајка беше исто така матичен лекар. Она работеше во поликлиниката Ѓорче Петров, пред да замине во пензија нормално. Со илјадници пациенти и така натаму и така натаму. Сестра ми е исто така доктор по фармацевски науки, работи во супер успешна македонска компанија која што е еден би рекол фармацевски гигант во регионот. И во здравството, но и генерално во другите професии, луѓето кои што сега одлучуваат да ја напуштат Македонија, може би не е во топ 3 приоритети финансиските примања. Тие го имаат како приоритет сето ова што го збореа моите соговорници. Систем кој што не функционира, лошо образование, не се чувствуваат безбедни, се чувствуваат како граѓани втор ред. Здравствениот систем не може соодветно да одговори на нивните потреби и барања, и така натаму и така натаму. Со други зборови имаме една нефункционална целина. Ние не можеме да го земеме здравството и од здравството да направиме успешен пример. Сето тоа е причински последично поврзано. За да еден систем функционира, треба сите алки во тој синџис да бидат како што треба, подредени, да имаат дисциплина и така натаму и така натаму. Вие не можете да инвестирате во било кој од овие дејности ако во државата нема ред и поредок. Односно, ако луѓето веруваат во институциите и нивото на криминал и корупција, не само политички, зборам генерално, биде на нула или близко до нула. Не може нула да биде. И во најсредените овој држави во светот постои таков тип на злоупотреби, но да биде што е можно помал. Кај нас не велам дека тоа не беше пример последниве 3 децении и повеќе од самостојноста, но последниве би рекол 5-6 години како тоа да ескалираше. И сите оние политичари кои што последниве 5-6-7 години се појавија на политичката сцена јаваа на бранот на големи ветувања. Малтене дека се чудотворци, а не сме чудотворци. Чуда се невозможно. И кога вие И ништо не бива преку ноќ. Токму така, ама доволен период е 5-6-7 години, за да, ако вие навистина имате план, идеја, знаење, и сакате некоја работа да се случи, да ја направите. Еве примерот конкретно за пасошите. Еве конкретен пример имаме сега, во кој што ние бевме сведоци. Имаме сега
условно кажано нова постава во раководството на Министерството за внатрешни работи, и ако ништо друго, барем редот, она понижување што го трпеа граѓаните, оној метеж што беше таму, го нема. Се чека, да, но не се чека од наутро до доцна навечер, се чека по 10, 15, 20 минути. Зошто претходното раководство тоа не го направило? Зошто кога знаеле и кога превземале обврски дека треба тоа да го направат, не направиле план за да ова денеска нас не ни се случи? Затоа што многу едноставна работата. Капацитетот на машините со кои што се издаваат тие патни исправи е таков да годишно може да се издадат 500-600 илјади. Ако вие знаете дека треба не повеќе од 2 милиона да издадете, вас ќе ви бидат во идеални случаи потребни 3,5-4 години. Понатаму се поставува прашањето зошто граѓаните кои што ваделе документи во 19-та, 20-та година не извадиле согласно тој договор кој што го прифатиле. Зошто мора сега истите тие граѓани повторно сега ние да ги изложуваме на трошок и повторно не да плаќаат. Зошто? Затоа што некој претходно не постапил соодветно на тоа што го прифата. Ова е само еден мал пример. Јас можам многу примери да ви дадам. Јас сум во високото образование сега. Моите колеги, можам да кажам, редовни професори, имаат многу помали примања отколку многу државни службеници, па дури и од докторите. Редовни професор, сум редовен професор. Знам колку имаат доктори специјалисти, знам колку е моето примање. Сепак сум редовен професор кој што образувам луѓе, така? Да. Подпишале синдикатот колективен договор со Тала Џафери пред 2 години, сега не им го признаваат. Сега Тала Џафери не е више председател собрание, Тала Џафери е премиер, сега овој новиот викаат тоа не важи. За повисоки примања. И затоа кај мене на институт се случи да имаме помлад колега кој што туку докторираше и беше избран во доцент да напушти. Да отиде во приватна компанија каде што дојува 3-4 пати поголеми примања. Колешка која што само што докторираше и стана доцент, напушти и сега е супер успешен професор на универзитет во Холандија. Сакам да кажам дека ние имаме капацитет да се надпреваруваме и со најголемите светски умови во било која област. Но прашањето вистинско е зошто тоа не го правиме успешно. Ние се надпреваруваме, но зошто тоа не го правиме успешно. Конкретно за културата, јас навистина не видов што се направи за културата во изминативе 6,5 години. Претходно, не знам дали било доволно, но се изгради, да речеме, нова сала на Македонскиот народен театар, нов објект. Се изгради нов објект за македонската опера и балет. Се изгради нов театар во Велес. И така натаму, и така натаму. Сега да не ги редам еден по друг, за да не бидам погрешно разбран. Но еве, кажете ми што се направи за културата. Дали некој нов фестивал се од... Еве, докаде е Скопскиот джез фестивал? Тој веќе не постои. Не, Слушате ви... Постои, ама... Али на маргините. Да, слушам, да. Но сакам друго да кажам, дека некако и тоа што постоеше, како да исчезне. Некам да критикувам. Ова нека биде мотив за идните политичари, кои што ќе се занимаваат, еве ние како политичка партија, ветивме дека 1 денар од онаа покачена цена на акцизата за дизел горивата, тоа е негде околу 800 милиони денари годишно, ќе биде директно насочен за културата и проекти во културата. Ке можете да се надоврзате на што каже господин Мицковски, ке под прашање на моето прашање, накратко. Да. Дали е можно да имаме жена председател прв пат во Македонија? Па видете, зошто да не може? Редна. Мислам дека Докторке редна ли е? Редна. Мислам дека е редна. Мислам дека има потенцијал Македонија да има жена за председател и убеден сум дека и тоа е возможно да се случи на овие председателски избори. Добро, повелете. Што се однесува до културата. Значи, не знам, може би последниве 10 години трубам дека минимална сума ставена во горивото кое е оптеретено со 1 тон давачки други, може да се одвои за културата, затоа што буџетот на култура имаше страшен удар кога се случи
кризата со ковидот. Со ковидот, така. Да, голем. И тогаш сметам дека бидејќи на културните работници им беше забрането, не зборувам за најден начин како да продолжат или како државата да им помогне, туку беше забрането да работат, дека тогаш требаше да има културата најголем буџет, исто и здравството, затоа што тие беа Први удар. здравството особено, но потоа културните работници кои не смееа да работат. Значи вие имате ситуација во која што се направи протокол за такси и сега во едни 2 кубни метри затворен простор, таксистот ја става маската во моментот кога му влегува патникот и он смее да вози, но ако вие седите во некаков локал кој смее да работи и четворица смеат да седат на иста маса и со вилјушката да брцаат во истата салата, ама ако таму на ќошот некоја девојка свири на виолина, никако. Ќе ги зарази сите, лом ќе ги Да, направи. имаше различни парадокси. Да, и 55 децибели, сега јас зборувам некте со 60 отприлике, пошто сум обично гласен. Сакам да кажам, имаше такви нелогичности. Морам да кажам дека, еве јас лично, има еден дел каде што е позитивна промена во културата, тоа беше формирањето на Националниот џез оркестар, со што се отвори можност да голем дел на наши кадри кои беа школувани на најдобрите џез академии во светот, во Америка и во Европа, сега имаат каде да функционираат, да пишуваат музика, да аранжираат за џез ансамбли, што е добро, затоа што наместо и нив да ги избркаме во потрага по место каде што ќе можат да работат, творат и да работат. Да творат. Сега ќе ги имаме овде, да не заборавиме дека имаме на два факултета се изучува џез музиката, тоа е на Факултетот за музички уметности и на Гоце Делчев во Штип. Така да се ствараат и нови кадри. И ова е место каде што ќе можат да продолжат со својата работа, така да сметам дека тоа е добро, но никако не сметам дека е доволно вложување во културата, така да ме радува ова што го спомнавте и се поклопува со тоа што ја одсекогаш сум го викал, никој нема да ги осети Тоа се тие. дополнителни амбасадори на нашата земја. Па културата е, ако се сетиме, ако се вратиме малку наназад, мене сега ми искочи во мемориз на Facebook еден статус што сум го пишал. Кога нашиот филм Медена земја беше номиниран за Оскар, цела држава се радуваше за тоа. А тоа е култура. Не само ние, него еден огромен број на луѓе разбраа за некоја земја Македонија, затоа што светот не е само Европа и оние што И то две номинации чуле за имаше, нас. да. Да, сакам да кажам, културата и текако е амбасадор на... Но и е сплотувач. Ја мислам дека на И тие е- такви културни убави случувања кои што ги случуваме, кои што постигнуваат успех, а и во спортот, го сплотуваат народот. Па сега ќе ви кажам Тогаш сите нешто. се радуваат. Сега ќе ви Да. кажам нешто. Да не звучам елитистички, да не ме сватите погрешно. Спортот ја афирмира една држава надвор кога е успешен. Културата ја афирмира државата во еден посебен сегмент на публика. И мислам дека таа публика што културата ја стимулира, каде што се презентира во странство, е точно оние што се decision makeri во тие држави. Да. Сакам да кажам дека на едно ајде да речем, накај дипломатско промовирање на една држава е културната промоција на државата. Ние за Македонија велиме дека е лулка на цивилизација, се гордееме со византиското сликарство во нашите цркви. Да, би сакал да некако го подкрепиме тоа со делувањето и на нашите уметници, но и на државата со поддршка кон нив. Ние го поседуваме, ама исто така доволно треба и да го презентираме и да се гордееме. Па знаете, еве сега јас да бидам искрен, годинава Министерство за култура ми одобри 2 проекти, минатата година ни еден.
Но сакам да кажам дека замислете, вие сте самостоен уметник. Значи, по одреден критериум државата вели, доколку ги исполнувате условите, дека таа ќе се грижи за пензиско и здравствено осигурување за вас, како би можеле вие да творите. Но, ќе се случи, да земам пример, сликар. Сликар слика, државата му плаќа затоа што е добар сликар, и кога треба човекот да направи изложба, и побара пари од Министерство за култура за да може да покрие трошкови да ја направи изложбата, и бива одбиен, онда треба како да презентира зошто државата му плаќа за да работи. Значи, мора да се овозможи. Ние секогаш најголемите трошкови за нас музичарите е обично салата. Салата која што треба да се направи концерт. Значи, ако имате некаков статус или ако сте признат или ако државата веќе ви плаќа, би требало да може да ви обезбеди простор во сала каде што ќе можете да покажете зошто ги добивате овие бенефиции. Така да има некои нелогични работи. Одлично. Тука е време да направиме една мала кратка пауза, а потоа повторно се враќаме во студио. Се враќаме во студио во разговор со нашите гостви, кои што ова утро, доколку малку подоцна не се приклучивте од мојата десна страна, Христијан Мицковски, кој што е председател на ВМРО ДПМН, доктор Анкица Станоевска, кој што е специјалист по семена медицина, и господинот Џон Илија Апелгрин, кој што е музичар, и еве заеднички ова утро зборуваме на различни теми. Начнавме многу интересни теми во првиот дел, а верувам дека и во овој втор дел убаво ќе си позборуваме. Роберт, да повториме нешто, односно она кое што е актуелно, малце поконкретно. Ги се наратам со она што го кажав и на почетокот што ја прашав околу самите бројки во пресред на изборите. Некаква најнова анкета, значи кога и на каков начин е спроведена и што велат, да кажеме официјално. По последните бројки, веќе кога инсистирате, се дека ВМРО ДПМН е некаде помеѓу 23 и 24%. СДСМ е помеѓу 8 и 9%. Демократската унија за интеграција и, еве, условно кажано, обединетата опозиција албанска се тука некаде изеначени помеѓу 6 и 6,5%. Политичките партии Левица и Знам се отприлика некаде помеѓу 3,5 и 4%. Отприлика тие се бројките кои што се последни, кои што ги имаме најнови. И затоа реков дека разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ е повеќе од 2 пати, би рекол дури 2,5 спрема 1. Тоа не радува. Видите, Роберт. Повторно ќе кажам, можеби многуми навелат сигурно ВМРО ДПМН победува и така натаму. Ние веќе сме концентрирани на денот после 8 мај. Затоа што, како што кажав, во текот на оваа наша првова дискусија, граѓаните имаат големи очекувања. Не сум од тие политичари кои што има еден израз кој што го користат во круговите политички надвор од Македонија, political animal. Не сум јас таков. Мене ме интересира нешто кое што ќе значи историја за овој народ и за оваа држава. И тоа ми е сега единствената амбиција која што имам, и затоа сум фокусиран исклучиво на денот после 8 мај. Друга амбиција животна можам да кажам дека немам. Станав редовен професор, политичката партија чиј што председател сум, ако ја споредиме состојбата од тоа кога бев избран и денеска, се неспоредливи, од една партија која што беше таква каква што беше, да не навлегуваме, денеска е убедливо најголемата политичка партија, фаворит со добиени локални избори, двојна победа и така натаму и така натаму. Сега единствената моја амбиција е да оставиме некој историски белег за овој народ и за државата. Се чувствувам мотивиран, подготвен за тој предизвик, и токму поради тие причини често пати ме прашуваат: добро, не ли си задоволен од сето тоа? Да, супер, сето тоа е, задоволен сум. Бројките се резултат на тоа што вие се многу слаби. Предпоставувам и тоа што луѓето имаат големи очекувања. Дел од програмата можеби ја прифаќаат, заради тоа ни се придружуваат. Дел можеби има и такви кои што се негатори.
и се уште имаат сомнеш и така натаму. Дел ќе се определат во време на кампањата, иако тоа е многу мал дел. Сите ние кои што се занимавале со политика знаат дека на 30-40 дена пред почеток на кампања ова се бројки кои што се неприкосновени и не може да се променат драматично, може би плюс минус 1% до 2%. Ние ќе треба да размислуваме што е после 8 мај. Имаме, верувате, многу за работа. Јас би бил пресреќен доколку брзо успееме бродот кој што тоне на дневна основа да го стабилизираме, да сопре да тоне, да застанеме и да речеме добро, подолу не може од ова, ајде сега полека сите да се креваме нагоре. Дали повеќе ве загрижува формирањето на владата отколку победата на следните избори, според бројките кои ги Не сум загрижен јас за формирањето на владата. Видете, сега во Македонија тоа што го комуницираат партиите во владата на власт е дека да, ВМРО ќе освои 55-58 пратеника, но нема да направи влада, бидејќи не знам ќе се случило нешто. Тоа е невозможно. Тоа е невозможно и тоа е нормално така тие да зборуваат, бидејќи нема друг начин тие да го мобилизираат своето членство, своите активисти. Што ќе им кажат? Губиме 2,5:1, ама вие излезете, дајте да работиме. Така. Како тие ќе ги мотивираат кога и самите членови се свесни дека раководството моментално во политичките партии во владата се обременети со многу скандали од различна природа. Вие може да губите, да сте политичари, да губите на избори, но да не се поврзани со ова скандали, да сте пристоен, дисциплиниран човек, па на тој начин да ги мотивирате луѓето, да сте харизматичен. Овие ниту се харизматични, ниту се пристојни, обременети со многу скандали, единствениот начин е со оваа манипулација да го мобилизираат членството. Работете за нас, ние ќе бидеме милионери, вие ќе се радувате на трошки, а ВМРО-ДПМН ќе победи. И сега таа лага, таа манипулација ќе се распрсне после првиот круг претседателски избори на 24 април. Кога ќе видат разликата, кога ќе сватат дека се тоа било манипулација, тогаш ќе се случи поголем проблем. Тогаш постои опасност партијата која што би требало сега да е мнозинска владеачка партија, тука мислам на СДСМ, да се соочи со предизвикот за опстојување. Веќе таму јас не гледам нови луѓе, кои што евентуално после изборите 8 мај би можеле како нови луѓе да се представат во македонската јавност, да понудат нешто ново, нов концепт и така натаму. Таму повторно се споменуваат имиња на луѓе кои што изминативе 6,5 години се дел од владата или власта и се обременети со многу скандали од различна природа. Така што мене тоа повеќе ме загрижува. Не затоа што јас сакам да водам сметка што ќе се случува таму, тоа се внатрешна работа на таа политичка партија. Тука едноставно лошо е македонската политичка сцена да изгуби државотворна партија. Кога велам да изгуби, не велам да исчезне, туку да го изгуби потенцијалот. По државотворна партија зборувам за партија која што во секој момент може да остави 200, 250, 300.000 гласа. Ако таа сега направи резултат кој што би бил 100, 120, 130 или 150, тоа значи дека ние сме изгубиле политички. Ме разбирате што сакам да кажам? Да, господин Илија, вие имате интересна книга напишана со интересно име, Забранети луѓе. Со што е поврзана оваа книга која што ја напишавте? И дали е нешто што прво го пишувате? Книгата дојде како резултат на мојата потреба да оставам некаква трага за времето кога во пандемијата со COVID ни беше забрането на нас уметниците да работиме. Кога државата не се снајде баш најдобро за тоа како ќе се справи со таа забрана, односно само ни беше забрането да работиме и тоа беше тоа. Дојдов на идеја да направам нешто со што ќе оставам спомен, обично се убави спомени, ајде мементо ќе речем, за нашите маки. И направив фотографии со мои колеги музичари од различни жанрови, значи не се само джезери, има и рокери и поп музичари внатре, кои живееа во тоа време исклучиво од својата работа, инаку им беше невозможено тоа да го прават.
Некој ќе речи, добро, па после едно време се дозволи концерти да се прават, нели? Да, се дозволи концерти да се прават, но како што спомнавме, не знам дали во емисија или оф, дека најголемиот трошок обично се салите. Да. Не можете да имате Го еден спомнавме, концерт, во да, првиот не дел, можете да. да имате концерт Каде што во ќе се сала, каде што презентира ќе она има што работите. 50% или 33% публика и со тоа да ги покриете трошоците е невозможно. Мислам дека таа дозвола да се прават концерти и да се спремаат беше направена за да може да се случи Охридско лето, а не дека се мислело на нас поединците. Книгата, освен што најде на убав одзив, освои награда за општествена одговорност. И баш ми беше кејф. Да. Ете дека во нешто што обично не го правам, имав успешен излет, да речем. Да. Инаку, мојот фокус секако останува и музиката. Сега имав пред 6 дена многу успешен концерт, така да уште сум Под импресии? под импресии, да. Ми е драго дека со колегите од Националниот джез оркестар конечно направив еден концерт посветен на Френк Синатра. Кај нас досега не се случил концерт со биг бенд посветен на Френк Синатра, иако човекот има снимено над 1300 композиции, што е огромен корпус на работа. И дека во секој наш концерт по некоја има која и тој ја пеел, меѓутоа не беше фокусирано никогаш, не било вака. Поминавме супер, многу ми е драго за моите колеги кои се дел од тој оркестар, тие се сите помлади колеги. Да, тоа сакам да прашам, бидејќи пеете на вистина специфичен, джезот е специфичен или во музиката и не секојдневно треба да имате и одредени гласовни способности за тоа. Вие на вистина имате впечатлив глас и особено и оние евергрини кои што ги пеете, на времето имате кажан дека вие многу чести задоволство што некои ваши идоли на кои што сте се угледувале, сте имале можност И се пријатели. Да. Да, тоа е многу убаво. Да. Пеачки тимиња македонски, кои не само пеачи, било кои уметници, кои јас сум ги рачунал за врвот во македонската уметност, игром случаја некако ми се лични пријатели и ми е птен задоволство кога со нив можам да седам и да впивам од нивните мудрости. Така да, не знам, ние живееме во еден свет, освен што функционираме нормално со сите проблеми кои ги има секој човек, имаме и еден кој е одвоено тоа во нашиот свет без разлика со која уметност се занимавате. И е совршено кога би можеле да размислуваме само на тоа што знаеме најдобро да го правиме. Пак ќе кажем. Да. Јас, освен што го имав овој посветен на Френк Синатра концерт, очекувам во најскоро време да излезе од печат албум кој ги содржи композициите на Драган Ѓаконовски Шпато. Тој е еден од најмаркантните и значајни фигури за македонската забавна музика и основач на неколку оркестри кои се први джез оркестри во државата. На тој албум гостуваат и светски познати музичари, освен домашните. И идејата за тој албум беше на синот на Драган Ѓаконовски Шпато, Мартин Ѓаконовски, кој е светски познат джез контрабасист. Така да, ете, ќе имаме прилика да чуеме и джез издание на познати, постари македонски теми, кои на времето ги изведувале Диме Поповски, Нина Спирова, Есма Реджепова, Виолета Томовска. Да, но во джез издание и е сериозно убаво парче, да. Да, музика. кога сме кај идолите, господин Христијан, дали ви имате некои политички идоли?
Па не би се поистоветувал со некој актуелен политичар, иако ценам дека во рамките на поголемото семејство Европската народна партија има добри ликови. Еден од нив е и премиерот на Република Хрватска, би рекол Андреј Пленковиќ, што ценам дека води мудра политика за својата држава. Мислам дека е стабилен политички лик и човек кој што нашата сестринска партија, Хрватската демократска, практично ХДЗ заедница, ја донесе повторно на оние места каде што треба да биде. Бидејќи и ХДЗ како политичка партија имаше еден период на големи предизвици, слично на ВМРО ДПМН што го имаше пред 5-6 години. И еве веќе подолг период, веќе во 2 мандата, третиот е сега, он е премиер на Хрватска и мислам дека успева да ја реформира сопствената партија, но истовремено и добро да работи за државата. Така што ценам дека е, би рекол, исклучително добар и мудар политичар. Што се однесува до политиките кои што биле водени, а се однесуваат на национални теми, мислам дека има многу големи политички дејци, македонци во минатото, кои што оставиле своја трага со своето однесување и со политиките кои што ги воделе во тоа време, во свое време. И барем малку од тој ниве наманет, ако ние денешните политичари успееме да примениме, тогаш би било прекрасно. Да, цитати кои што децении се вртат од сите тие. Не само цитати, туку и политики, бидејќи имале цел. Така. И ако ние сега се вратиме пред повеќе од 3 децении, кога оваа држава стануваше самостојна, ја заокружуваше својата независност, и ако ја забележите таа еуфорија која што тогаш постоеше, дека конечно сме своји на своето, дека ќе бидеме нешто што до сега не сме биле. Бидејќи кај овој народ постоеше сепак онаа фрустрација во поранешната федерација дека можеби не го добива заслуженото место, дека можеби некои други народи повеќе беа, би рекол, експонирани споредено со македонскиот народ. Но после 3 децении можам да заклучам дека тие очекувања некако како да се трансформираа во големи разочарувања. Така. Доктор Анкица, дали вие еве да станете доктор ве инспирираше одреден некој достигнување, па посакавте да бидете да се занимавате со семејна медицина, да ги лекувате луѓето? Јас ќе речам дека уште од моите мали години сакав да бидам доктор, значи тоа е интересно кај повеќето наши колеги. Тие се уште во својата најмала возраст одредени дека сакаат да помагаат, сакаат да ги лечат луѓето, сакаат да бидат доктори. Така беше и со мене, значи ниту една пречка, ќе кажам, не ме спречи во моето настојување да станам доктор и сега специјалист по семејна медицина. Дури моите родители беа за тоа дека не треба девојчињата толку да се мачат, па нели сега медицинскиот факултет е тежок, па вие треба да станете мајка, да се омажите и така натаму, и сето тоа ќе ве спречи. Но на крај на денот нема ништо лесно. Да, нема ништо лесно, меѓутоа дури во тоа време ме запишаа намерно во гимназија, надевајќи се дека јас ќе се премислам нели во однос на мојот медицински факултет, меѓутоа не се премислев, се запишав на медицинскиот факултет, успешно го завршив и еве со години, значи и покрај сите пречки во работата настојуваме да си ја работиме работата онака како што треба. И јас ќе кажам во ова време мои идоли се навистина моите колеги матични доктори, кои што во најтешките услови за нашето здравство, дури со сопствени средства во почетоците, кога почнуваа ПЗУ амбулантите да работат, фондот каснеше со средства дури 6 месеци. Морам да истакнам во оваа прилика дека матичните доктори вложија сопствени средства за да 6 месеци ги лечат сите пациенти кои што ги имаат средствата, ги добиваа со закаснување од 6 месеци. Тоа е сега со закаснување од 3 месеци, меѓутоа ништо не ги спречи матичните доктори да си ја работат својата работа. Така да посебно би кажала во време на COVID, значи матичните одигра една многу значајна улога
И вака сега кога, еве, ќе речам, Ретро се навраќаме, рековте да. вие дека сте Сега напишале книгата, јас реков дека во себе си реков не би Може- ни почнала да ја пишувам затоа што тоа ќе биде страшно и тоа ќе биде во томови и мислам дека не би сакале да ја читаме, нели? Тоа беше еден страшен период за докторите. Така е, за сите нас. За сите, но посебно за докторите, јас ќе истакнам дека во една смена имавме по 200 прегледи, што беше невозможно и додека на сите ви беше забрането нели да работите, јас ќе кажам дека во првите месеци дури и на матичниот му беше забрането да прегледа ковид пациент. Меѓутоа ние тајно, буквално ги викавме нашите пациенти кршејќи ја таа одредба, за да ги прегледаме, затоа што тоа не е својствено да вие не прегледате пациента, да му дадете терапија само по телефон, нели, како сте, што сте, а да морате- не направите аускултација и го прегледате, така да и кога ни беше забрането, морам да кажам дека еве јавно, ние сепак си ја работевме нашата Така. работа. Познавајќи ги сите аномалии еве на здравствениот систем, работејќи толку години искуство и соочувајќи се со тоа, дали сте помислиле политички да се активирате? Политички никогаш не сум размислувала да се активирам, затоа што, ќе кажам, моето место е таму, каде што сум, Так. и затоа што секој камен тежи, нели, Да. таму каде што е, така би рекла. Мислам дека тука можам најмногу да допринесам со своето знаење, со својата улога и нешто што посебно ме радува што во мојата амбуланта се лечат, би рекла, и припадници на сите партии. Имаме одлична соработка со сите, одлично разбирање. Вие сепак како доктор треба да ја почитувате секоја приватност на вашиот пациент, секоја негова определба и да го разберете зошто е тоа така. Во чекалница да не се погодат заедно. Се обично се погодуваат. Ама не знам сега, размислете колку се евентуално дека трае до 21, може би ќе се слушнав предвидите. дека има уште еден ден, така да ништо чудно, нели? Имаме доста и интересни фотографии. Во овој дел обично исподелуваме дел од приватните животи, но некој што сака нели тоа да го направат со нас и со гледачите. Имаме една интересна фотографија од господинот Мицковски, лидерот на ВМРО ДПМН. Може да ја погледнеме, да. Како прва, ова е давање Ова е со претпоставам сопругата? заклетва. Да, ова е на заклетвата, да, кога на ослужување на војниот рок со сопругата. Тоа што не ми беше сопруга, сега ми е сопруга, да. Ова откако завршивте факултет или веднаш по средното? Откако завршив. Откако завршив. Верувам се сеќавате многу добро и со Да, беше тоа наистина убав период, со големо искуство. Да, вие сте за враќање на војниот рок или за не? Па сега, тоа сакав ја исто да прашам. ако мене ме прашате лично да донесам одлука како граѓанин во Имате и држава, два сина. Да, би сакал да се врати повторно војниот рок. Немам тука никаква дилема. Мислам дека тоа е едно исклучително искуство. Исклучително искуство, но сега знам дека има опција за доброволно служење Да. на војниот Точно, да. рок. Вчера затворивме на еден ресторен состанок внатре во партијата програмата за одбрана. Мислам дека ќе биде интересно тоа што ќе прочитаат Одлично. граѓаните. Така е. Имаме следна фотографија од вас, ова е со семејството. Семејство, да. Да, Сопругата Роза. да. Како синовите реагираат на што го работите? Дали Ова е мислам од фотографија од ако не се лажам полуматурската на мојот повозрасен син Јован. Тој е на момче повисоко. Сега е повисоки од мене. Средна школец е сега. Да, сега е средношколец, 3-та година средно училиште. Значи уште малку, една година па има тоа. Да, а помалиот е Антонио, не, сега фудбалер во најава. Значи сега е заразен да кажеме да водници со фудбалска фудбалер во бригада. најава и е просто воодушевува колку го сака фудбалот и посебно Кристијано Роналдо. Така е. За кого најава? Или кога гледате заедно на Он не најава за посебно клуб, но Тој за најава него. за Кристијано За, Роналдо. да. Таму каде каде што е оди, таму за Кристијано него. Роналдо, он таму. Така, а повозрасниот син тој Тој е- милува некој спор, сака. Да, он исто вежба оди во теретана, вежба, порано во минатото рекреативно беше, играше тенис. Инаку сега е посветен на учењето, школото, другарувањето со врсниците. Така, убаво. Мислам дека е едно пристојно младо момче. Сега во април ќе стане и полнолетен. Веќе размислуваме каде за студии. Спомнал ли некојаш дека може да се занимава со она што вие го работите?
Не, тој од малкога беше, не сакаше со политика да се занимавам, не сакаше јавност. Значи, разгорал со, Тешко кажал, да. Да, тешко му беше да го прифати сето тоа. Така. Тоа Тоа се е- справува, верувам, успешно со сето она кое што... Тоа е веќе голем. Да, неговите врсници коментираат и сето тоа. Да. Сега веќе мора да живее со тоа. Нема избор, тоа е тоа. Едноставно, ние може би сме малку себични и некоректни, бидејќи тоа што ние го бираме, не го бираат тие околу нас, а мора тоа да го живеат. Да. Добро. И ова исто една фотографија, само со нова на некој излет, патување. Не излет, ова е кога Антони стана прваче, кога тргна прво деление. Кога Антони тргна прво деление оваа слика. Затоа ги избравме нели дел од најубавите моменти кои што сака да ги споделите, се разбира. Последната сезона здраве кога ќе ни бидете гостин, ќе имаме од матура фотографија. Не се, И потаа година, да. Сега е трета година. Да, потаа година, да. Да, одлично. Имаме, мислам, уште нека фотографија, така, со семејството. Да, ова е Ова е Бадник. Бадник, ние редовно, мислам, кај во домот на моите родители, неги во позадина таму. Да. Го прославуваме тој ден Бадник. Паричка дека фудбалерот. Паричката сега Да, гледам, така. двајцата и таткото, вашиот татко е на Да, фотографијата тој е и таму. синот помалиот држи. Вториот добитник е секогаш Антони. Инаку така, првиот значи. добитник е мојот родител Иван. Добро. Поминувате период со семејството, наоѓате време, иако вашата професија и како професор и како председател на Тука една сум од за најголемите критика. политички партии во нашата земја, доста сте ангажирани. Тука сум за критика, не проаѓам доволно време. За жал. И тука морам да се коригирам. И се надевам дека ќе успеам да се коригирам после 8 мај. До 8 мај не верувам дека ќе Да, успеам да се верувам. коригирам. Да. Имам и од Да. господинот Од господинот Илија. Апелгрен. Јас морам да кажам дека со ќерка ми немам фотографија, бидејќи таа мора да ја одобри пред да биде. Добро дека ја спомнеме, да. Ова е фотографија која настана пред мојот последен концерт. Тука сум со мојот најблизок соработник Гордан Спасовски, кој е пианист во Националниот џез оркестар. И оде сме среќа расположени пред концерт. Да, секој пат убаво расположение пред концерти, а и потоа. Прво се радувате на она кој ја што мислам треба да го дека се повеќе случува, зорти имаме потоа и пред концерт, Да, али од она кој што публиката ќе ви го возврати, сте тогаш полни сме со малце енергија. полабави. Ова е Да. од самиот концерт Ова е од самиот концерт, тука сум нешто у пуна снага. во елемент. Во елемент, Да. да. Мислам, ние музичарите живееме за овие моменти. Значи, припремите за еден настап траат долго и се невидливи и сето тоа е во насока да, кога ја презентираме нашата музика, да таа биде на врвно ниво, на најдобро можно ниво и тоа е моментот на вистината, кога Да. покажувате што сте работеле. Ова е од истиот концерт. Самата вечер, да. Керката, сака ли ве следи ли на вашите настапи? Сака ли да оди по вашите чекори? Бидејќи личи на вас? Да. Керка ми е неверојатно музикална. Ние, не знам, предпоставам од страната на мајка ми, имаме таква некоја традиција да се занимаваме со музика. Дедо ми беше Илија Џувалековски, кој иако цел живот работеше како глумец, всушност имаше завршено музичка академија во Белград како соло пејач. Мајка ми имаше средно клавир. Среќа што почнал со глума се занимава. А во партизани викали, го изгубил за пеење, па можел да глуми. Ќе го нема при него, тоа ќе беше тажно за нас. Веројатно помогнало тоа што оперските пејачи секако на музичката академија имаат и часови глума заради тоа што таква е нивната професија. Таква е нивната професија, така е. Јас почнав со виолина кога бев многу мал и во средно и едно време ме заинтересира балетот и учев и балет, но некако испадна дека
од кога пробав, испадна дека добро пеам. И кога требаше да изберам што би правел понатака, се определив за пеењето, затоа што сметав дека таму можам најмногу да дадам. И јас имам желба секогаш да бидам различен и нов и Поинаку, да. Па и се разликувате. Мислам, И се кое што го Тоа е работите специфично. едниот од тие работи е тоа што пеам джез. Другата работа е што почнав пред некоја година да одржувам концерти на различни јазици, затоа што сметам, дури имав и еден концерт кој требаше да каже дека љубовта на сите јазици исто звучи. Така. Кога слушате и дури и да не го разбирате јазикот, јасно ви е што е пораката, затоа што ние пробаме да пренесеме емоции од она што го изведуваме. Така да имав концерт со француски шансони, пред 2 години имав концерт се викаше Звуците на Бразил, каде што пеев на португалски, и година се надевам ќе имам концерт со кубански болеро, каде што ќе пеам на шпански. Интересно. Така да, пробам Да не Варијанти, бидам да интересен и репертуарски, да. Да, баш убаво. Имаме уште 1 минута до самиот крај. Роберт, да го заокружиме разговорот. Да го закружиме, да не биде како пред избори советување од 1 минута, ќе им се заблагодариме на гостите кои што денеска одвоја време и покрај врските, се разбира. Дел од нив успеа да завршат својата работа денеска со личните документи. Пред да дојдат. Да, со фотографирање. Дел од работата. Дел од работата, да, Сликањето. очекуваме само SMS порака да добиете да го земете патната исправа. Верам дека си поминав убаво. Супер. Пријатно. Благодариме за поканата. Така. Верувам дека уживавте во утринска програма, малку на различен начин. Заеднички го започнавме утрото и верувам дека со леснотија ќе ги завршите сите преостанати обврски кои што ве чекаат во тековниот ден. Многу успех во работата. Понатаму. Благодариме на поканата. Почитувани гледачи, ние продолжуваме понатаму, но пред да продолжиме да погледнеме еден убав музички спот.